поставање препрека сутра во намазот за имамот и поединецот. Заборавен, запоставен сунет кај множината на муслиманите. Добро, што значи сутра? Што е? Препрека. Да се стави препрека меѓу оние што клања и оние што се пред него. Добро, која е мудроста? Зашто да се стави това? Препреката, мудроста, зашто? Така му текнало само стави. Подобра концентрација. Значи да гледаш, за да го спречува, велит учењаците, погледот. Ако ќе имат нешто тука пред него, ќе гледат, треба да гледат долу и во она што е пред него. Затоа се ставит ова. И другото, за да го спречува оној што сака да помине пред него, да го спречува. Се пропишува за клањачот. Добро, пред да почнеме со ова. Која е, дали е суннет, кој е прописот за сутрата? Дали е суннет или обавеза? Сунне муаккеда. Тврд суннет. Според мнозинството на учењаците. Зашто? Кој е хадисот што го отстранува од обавеза? Затоа што имат учењаци дека е обавеза. Затоа вели пратеникот саллаллаху алейхи ве селем, кога ќе сакат некој од вас да клања намаз, нека клања пред сутра, нека стави сутра препрека пред него и нека се доближи до неа. Значи овие вели дека ова е обавеза, ама што го отстранува? Кој хадис? Хадисот на кого? На Ибн Абас, дека го видел на пратеникот саллаллаху алейхи ве селем во Мина. Клања и нема ништо напред, пред него. Исто во Арафат, гледал на пратеникот саллаллаху алейхи ве селем, немал ништо пред него. Се пропишува за клањањето без оглед, дали самостојно или како имам, е да постави пред него сутра препрека, знак кој ќе ги спречува поминувачите да поминат пред него, како и да го задржи погледот во местото на правење сежда. Да го задржи погледот во местото на правење сежда, со што ќе му помогне во постигнување на понизност во намазот. Ти кога ќе гледаш долу и не гледаш што поминува, ќе бидеш поконцентриран или не? Ако клањаш вака и гледаш вака, нешто поминува, ќе го следиш. Нешто ваму ќе те интересираат и ти што концентрацијата кај тебе се намалува. Можда ич нема да си во намаз. Затоа велит, пренесува Абу Саид ал-Худри радијаллаху таала дека Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ве селем рекол: кога некој од вас клања, нека клања кон сутрата, препреката. Нека се доближи до неа. Сега колку да се доближи до неа? Колку да се доближи до неа? Има два хадиси. Вели пратеникот саллаллаху алейхи ве селем колку да помине една овца. Колку да помине пред него, колку да може да помине пред него една овца. А најмалото колку треба да биде? Ако немат веќе место, колку? Велат да идет фикс до сутрата. До она што е постави со главата до тука. Добро, најдобро колку е најмалото? Колку да помине една овца. И другиот хадис 3 лактови. Вели пратеникот, асхабите го пропишуваат дека пратеникот саллаллаху алейхи ве селем кога клањал во Каба там натре, се доближил до сутрата. Колку? 3 лактови. Сега 3 лактови. Кога е на сежда или кога е на нозе? Кога е на нозе, немаме проблем со другиот хадис. Тогаш се спојуваат двата хадиси. Тоа идет колку да поминува, колку? Една овца од на нозе. Ако е од кај нозете долу, ставиме 3 лактови, тоа идет толку, колку да помине една. Ама ако е од кај главата, тогаш иде многу подалеку. Тоа е најблиску, што треба верникот да го знае колку треба да му биде сутрата. Тоа иде негде 150 сантини. 150 сантини со метро, негде 150 сантини од прилика иде. Велит, кога некој од вас клања, нека клања кон сутрата, дека се доближи до неа и нека му
не му дозволи никому да помине пред него. Ако некој дојде и сака да го помине, нека го спречи, бидејќи тој е шејтан. Пратеникот саллаллаху алейхи ве селем вели шејтан. Сега, како го сватите вие? Дека тој навистина е шејтан? Ние го гледаме човек. Не, велат учењаците, не значи дека тој е навистина шејтан. Неговиот пристап према оној што кланјат, неговото дело према оној што кланјат, му сличи на делото на шејтанот. Затоа што шејтанот сака да му го спречи намазот на човекот, на луѓето. Шејтанот, зашто иде шејтанот ти прави две звеси? За да не се концентрира во намаз. И овој што идет, не имат место колку сакат. Идет, сакат кај тебе да поминит. Тука. Овој му личи на кого? На шејтанот, затоа што сака тебе да ти спречи во намазот, да ти ја губи концентрацијата од намазот. Затоа неговото дело му сличи на шејтанот. Во еден друг ривајет вели пратеникот саллаллаху алейхи ве селем фе инна ма'аху qarин. Затоа што со него имат еден шејтан. Со овој што сака да помини, имат еден шејтан што го тера да прави лоши дела, да му помини. Ние ќе кажеме кога ќе земеме за сутрата детално. Има случај кога и оној што клањат земит грев. Не само оној што поминува. Некогаш имат кога само оној што ти поминвит пред тебе земит грев. Некогаш двајцата земит грев. И оној што клањат и оној што не клањат. Ќе дојде до ова кога ќе учиме за сутрата. Затоа кога застанеме сега овде, имат за секој пропис од верата имат подетално и по опширно. Не ние дерсот сега во фик. Кога дојме во фик, тука ќе останеме, значи детално да објасниме зашто тоа се дешава. Добро, за кого е пропишано или е суннет да се ставит сутрата? За џематлијата, што се врзи позади имамот, или за имамот, или за оној што клањат сам. За оној што клањат сам и за имамот. А за џематлиите, велит пратеникот саллаллаху алейхи ве селем, дека кој е за ними сутра? Сутра е имамот. За џематлиите што се врзат позади имамот, сутра кој е? Имамот. Тие се врзат по намазот на имамот. Па што значи ова? Зашто некој сгрешет сега овде? Ова сакам да го објаснам. Ти клањаш позади и врзан си по имамот. Така? И некој од муслиманите во сафовите, во саф, имат потреба да излезат од џамија. На овој не треба да го спречуваш ти со рака, ако ти поминиш пред сафот. Не треба да го спречуваш. Затоа што ти намазот твој не е сутрата твоја тука. Сутрата твоја каде е? Не ти е кај сафоите тука. Каде ти е? Имамот тебе ти е сутра. Сутрата на имамот е твоја е сутра. Затоа не треба да го спречуваш. Остави го слободно да излезет од саф и да земет абдес и да се вратит ако тука или на друго место на џамијата. Зашто имаме видено брачава што прават, не го знаат прописот на сутрата. И раката, тој џематлија е. Не е имам, да е имам, ако помини пред имамот треба да го спречува, ама џематлијата не треба да го спречи на џематлијата. Затоа што тој е врзан по имамот, остави го да излезе и да се врати, не ти го расипува тебе намазот. Пратеникот саллаллаху алейхи ве селем велит нека го спречи. Во друг хадис велит пратеникот саллаллаху алейхи ве селем што велит? Нека го удрят силно. Затоа што тој е шејтан. Добро сега. Ако ти го учењаците велиат разни коментари на учењаците. На она што имам Неуви рахимахуллаху таала велит, немам читано велит нигде дека тоа е обавеза силно велит да се прави. Зашто некој да вау, боксот иде тој боксот и не свест ова. Треба да го спречуваш. Еднош помеко, после посилно, ама не значи дека треба тептен силно што да го наштетиш. Што треба да го наштетиш, затоа што ти ако го спречуваш еднош, два пати, три пати, и после не го гледаш, некој оди во чошот на џамијата, земи цила и ќе ти помини пред тебе, ти не земиш грев.
гревот го земвит, оној што не ставит сутре, му се намалува. Значи наградата на намазот и исто оној што поминува. Ако имаш сутре пред тебе и некој ти поминвит, тебе намазот ти е награден 100%. Значи немаш никаков проблем во тоа. Сега, додека муктадијата, ова кажеме, џематлијата, значи, тој што клања зад имамот, негова сутра е имамот. Па затоа нема потреба да постави или земе друга сутра и нема да му наштети тој што ќе помине после сутрата. Колку треба да биде висината на сутрата? Колку? 50 сантини, 30, 20 сантини. Од 50 па на удолу, 30, 20 сантини. Добро, колку треба да биде тона ширина? Ширина колку треба да биде широка? Колку зидот, Не, имаме хадис на пратеникот салаллаху алейхи ве селем, додека велит, јако биде колку што една стрела. Значи, една стрела. Ако не најдиме ништо да ставиме пред нас, мојме да собериме земја. Имаме земја пред надвор сме, немаме што да ставиме, собериме земја. Или што? Камења. Најдиме камења и ги ставиме, ги собериме еден куп и клањаме во сутра, по сутрата. Значи, овие сте прописи што пратеникот салаллаху алейхи ве селем нас ни ги има тучен. Некој од селефите, Суфјан ибн Уейн, што вели за шерик, вели тој еднаш не клањаше, вели, намазот, него клањаше и ја стави својата капа пред него. Нешто да разликува од земјата, доволно е. Додека има стигнато некој од учењаците, вели доволно е да цртат една линија. За овој хадис учењаците имаат различни мислења. Некој вели дека овој хадис е слаб. И ова е изгледа најточно од мислењата на учењаците, меѓутоа некои од учењаците кои имаат одбрано ова мислење и велат дека цртат една линија пред него. Но ова не ни е дојден потврден во јак хадис на пратеникот салаллаху алейхи ве селем, затоа ние да се обидвиме нешто што е приближно, што е подобро, како што да ставиме, шише може да ставиш, креветот, може да ти биде сутра столицата, може да ти биде сутра зидот, може да ти биде сутра надвор, кажавме, камењата, додека што може да ти биде сутра, колата може да ти биде сутра. Пратеникот салаллаху алейхи ве селем, камилата негова, ја ставеше пред него и клањаше намаз. Не треба да го занемариме овој сунет и да го оставиме така како што во денешните времења можда многу и од учените луѓе не пазат на овој сунет. Значи не го практикуваат. Напомена, сутра може да биде, како што кажавме, зидот, креветот, столицата, закопан стап или слично нешто чија висина е околу 50 см, кажавме дека може да биде колку? 50, 40, 30 до 20, погоре или подоле. Исто така се пропишува за оној што клања кон сутрата да се доближи до неа на околу 150 см, колку што кажавме, а не повеќе. Според хадисот на Билал, Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ве селем влезе во Каабето натре, која отвори Мека, пратеникот салаллаху алейхи ве селем и клањаше, а меѓу него и зидот имаше приближно 3 лактови. Меѓу него и Каабат и зидот на Каабата, значи имаше колку? 3 лактови. Овој хадис го пренесе имам Несаи Ахмед и според значењето го бележи и имам Бухарија рахимахуллаху таала. Ова е во врска со сутрата. Има уште нешто што сакав да кажам, но можда ќе го читате негде. И ова е последниот хадис што пратеникот салаллаху алейхи ве селем вели во хадисот на Абу ذر. Кале Расулуллахи салаллаху алейхи ве селем, велит пратеникот салаллаху алейхи ве селем, кога некој од вас сака да клања намаз, нека стави меѓу него што препрека сутра. Фа иза лем јекун бейне једейхи, ако немат пред него, велит сутра, пратеникот салаллаху алейхи ве селем велит фа иннаху јақтау салатуху ал-химар вал-мар'ату вал-калбу ал-асвад. Затоа што намазот го спречува, го расипува, ако помини пред него што магарето, жената
или црното куче. Магарето, црното куче и жената. Но овој хадис, мнозинството на учењаците што велат, дека со овој хадис не се работи повеќе. Затоа што има дојден друг хадис на пратеникот салаллаху алейхи ва селем, каде што вели дека намазот не го спречува ништо. Не како можеме да го споиме овој хадис со овој другиот? Зашто ние прво ги споиме. Ако боиме да ги споиме хадисите, прво ојме на споење, да ги доближиме. Пред да ојме на најточното мислење. Така велат учењаците. Како ги споиме овие? Велиме дека не го расипува намазот скроз. Значи да немат намаз. Него ја намалува што? Наградата. Ако поминит пред него кучето, магарото или било што, и човек, и жена, или нешто друго, ја намалува наградата ако овој него спречува. Него спречува овој што сака да поминит пред него, остави така да мира. Поминви, не поминви. Велите Омар ибн Хатаб да знаат оние што кланјат. Вели да знаат оние што кланјат. Колку му се намалува од наградата, вели кога луѓето поминат покрај него, пред него немаше да остави да кланјат освен со сутра, со препрека. Освен со сутра, со препрека. А Абдулла ибн Месуд вели дека на оние што му поминват луѓето пред него, значи тој ги оставит. Така, и не кланјат со сутра, велит му се намалува половина од наградата на намазот. А овој Абдулла ибн Месуд и Омер ибн Хатаб велит учењаците, иако е нивниот збор, ова е во пропис како да е збор на пратеникот салаллаху алейхи ва селем, зашто тие не го знаат невидливото и што ги чека во ахиретот. Освен кој ги имаат кажа на овие зборови? Пратеникот салаллаху алейхи ва селем. Во друг ривајет стои дека црното куче е шејтан. Црното куче, затоа велат зашто шејтанот го има спомнато кучето баш пратеникот салаллаху алейхи ва селем? Затоа што црното куче велит е шејтан. Црното куче нема ни една дамка, ни бела, ништо нема. Целиот е црн, комплет. Тој велит пратеникот салаллаху алейхи ва селем е шејтан. И ова хадис го пренесува има Муслим. Овој хадис е веродостоен хадис. Но меѓутоа не го расипува намазот. И поради хадисот зашто жената не ја прекинува намазот, поради хадисот на Аиша радијаллаху таала, дека таа собата му беше мала и таа беше легната во собата на пратеникот салаллаху алейхи ва селем. Вели кога пратеникот салаллаху алейхи ва селем толку беше тесна собата, замислете браќа, толку тесна, кога сакаше да кланјат вели пратеникот салаллаху алейхи ва селем, јас бев легната. Тој кога сакаше да оди на сежда, вели што ме допираше со рака во нозете, за да ги соберам нозете, за да мој да оди на сежда. Вели ако беше жената што ја прекинува намазот, тогаш пратеникот салаллаху алейхи ва селем немаше да кланјат, а јас сум легната пред него. И затоа само ја намалува наградата ако овој не го прекинува. Ако го прекинува, и тој пак поминвит, намазот него му е валиден. Аллах најубо знајт, а некои од учењаците велат дека само црното куче го прекинува. Само да го спомнам тако за да се дават знаење во врска со ова, ако го читате негде, само црното куче велат некои од учењаците, но најисправното мислење дека ништо не го прекинува, освен ја намалува наградата. Аллах најубо знајт, Аллах да ве награди за сабурот и трпението. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.